Почитуван началник на генерал-штабот на армијата на Република Македонија, почитуван председател на Сојузот на резервни старешини на Република Македонија, господа генерали, припадници на армијата на Република Македонија, почитуван градоначалник, представници на медиумите, драги пријатели. На денешен ден, пред 25 години, токму на ова место, на караулата Рамна нива, припадниците на резервниот состав гордо го подигнаа знамето на Република Македонија. Тој чин беше почеток на заокружувањето на еден од неопходните атрибути на самостојноста на Република Македонија, а тоа е формирањето на сопствената армија. Во време кога во нашиот регион безнееше безбедносна бура, а некои од нашите соседи се сомневаа во нашата државотворност, ние одлучно започнавме да ги обезбедуваме државните граници на нашата млада држава. Од своето самостојување до денес, Република Македонија води политика и гради систем што ќе овозможи нејзина целосна евроатлантска интеграција во согласност со нејзините интереси, потреби и можности. Трансформацијата и модернизацијата на одбранбениот систем представуваат наша цврста определба и обврска кои покрај некои објективни потешкоти успешно се реализираат. Армијата на Република Македонија го сочинува највиталниот дел на единствениот одбранбен систем на Република Македонија и како таква во изминатиот период даде најголем придонес за исполнувањето на високите стандарди на полето на одбраната. Тоа се покажува и со успешното и професионално справување со заканата од илегалната миграција на нашата јужна граница. Во периодот од 25 години развој, армијата на Република Македонија се развива со целосно професионален состав, дизајнирана со структура и со сили, со развиени соодветни родовски компоненти. Сето ова ни овозможува нам, како членка во меѓународните организации, заедно со земјите членки на НАТО, а особено со земјите од непосредното и поширокото соседство, активно да учествуваме во градењето на интегративните процеси на полето на одбраната и на безбедноста. За мене, како председател на Република Македонија, е вистинска чест да бидам врховен командант на вооружените сили кои со толкава посветеност ја извршуваат својата уставна и законска задача. Ценети присутни, резервниот состав одигра клучна улога во самите почетоци на нашата армија. Како тогаш, така и денес, 25 години подоцна, на нашата татковина развојот на резервниот состав представува важна задача. Современите безбедности предизвици со кои се соочуваме од нас бараат примена на современ, унифициран и сеопфатен систем за образование и обука како на активниот, така и на резервниот состав на армијата на Република Македонија. Развојот на активен и резервен армијски состав, опремен со борбени вештини, способности и знаење за извршување на различни мисии како во земјата, така и надвор од нејзините граници, е клучен за две нешта. Прво, доследно извршување на мисијата и задачите кои на армијата на Република Македонија се доделени со уставот и со законите на Република Македонија, и второ, достигнување на интероператабилност и компатибилност со земјите членки на НАТО. Односот помеѓу активната и резервната компонента на армијата на Република Македонија мора да го трансформираме во согласно со мисијата и со задачите на армијата на Република Македонија, прилагодени за ефикасна одбрана на целата територија на Република Македонија. Во функција на ова, приоритетна цел за нас ќе биде одбранбеното планирање кој јасно ја дефинира потребата од изеначување на оспособеноста и опременоста на резервата на ниво на активна компонента. Поаѓајќи од сопствените потреби, а во согласно со современите трендови, резервните сили треба да се трансформираат во поефикасна вооружена компонента со соодветна и прилагодена организацијска структура. Затоа главна задача на Министерството за одбрана и на Генерал-штабот на армијата на Република Македонија е дополнително да ја зацврстат поврзаноста меѓу активниот и резервниот состав. Ваквиот сериозен
Приот кон резервата во иднина ќе значи редефинирање на резервата во одбранбениот систем и несомнено вклучување на сите субјекти од одбраната во процесот на планирање на обуката, вежбите и опременоста на резервата. Во насока, таа во наредниот период постепено да се изедначува со активниот состав. Почитувани присутни, ќе завршам онака како што започнав. И денес, како и пред четврт век, се соочуваме со предизвици. Но и денес, како и пред четврт век, ја имаме армијата на Република Македонија, која е заштитник од заканите, гордост на граѓаните и надеж за мир во земјата. Токму од ова место, кревањето на македонското знаме го означи остварувањето на вековниот стремеж на генерации востаници и линденци и борци за слобода на Македонија. Знамето што пред четврт век се крена тука, на рамна нива, представуваше јасна и недвосмислена порака дека ова е територија на суверена и независна држава. Држава која е мирољубива и отворена за соработка со сите добронамерници, но истовремено држава со своја собствена армија која е подготвена по секоја цена да ги штити територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Да живее армијата на Република Македонија! Да живее Република Македонија!